Македонија и САД во вторник ќе одржат сесија на стратешкиот диалог. Настанот е закажан за во доцните попладневни часови по македонско време во седиштето на Стейт Департментот тука во Вашингтон, а домакин ќе биде заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави Кристофер Лендау. Најавено е присуство на прилично голема македонска делегација. Ја предводи шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, а во секој момент во Вашингтон треба да пристигнат и министрите за одбрана Владо Мисајловски, за внатрешни работи Панче Тошковски, како и министерката за енергетика Сања Божиновска и Стефан Андоновски, министерот за дигитална трансформација. Најавени се разговори за безбедноста и одбраната, економската и енергетската соработка, како и за борбата против корупцијата и реформите во правосудството. На агендата се и регионалната стабилност, хибридните закани и продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу Скопје и Вашингтон. Оваа рунда доаѓа во момент на силен геополитички притисок поради состојбата на Блискиот Исток и пред се Украина. Па очекувано САД бараат појасна позиција на сојузниците. Се очекува македонската делегација да го покрене и прашањето за враќање на иселеничките визи кои САД ги замрзна во јануари годинава. Министерот Муцунски веќе истакна дека ќе бидеме прва земја во Европа која во рамките на оваа администрација ќе има сесија на стратешки диалог во Вашингтон. Стратешкиот диалог меѓу Македонија и Соединетите Американски држави е формална рамка за соработка на највисоко ниво. Платформата за долгорочна координација во повеќе области беше поставена уште во 2022 година, што беше јасен сигнал дека САД ја гледаат Македонија како клучен стратешки партнер на Балканот. Во февруари двете земји го потпишаа и договорот за царините, а неодамна во Скопје стигна и воената опрема која што ја набавивме од Соединетите Американски држави. Од Вашингтон за Сител, Филип Поповски и Александар Спасовски.